почна дебатата во студиото пред да означиме старт на емисијата, веќе со Виктор Андонов, представник на СДСМ во изработка на законот за енергетика, дебатираме за новите правила кои што ќе ги носи законот за енергетика. Андонов, ти благодарам што ја прифати мојата покана да зборуваме за овој битен закон за енергетика. Добар ден, благодарам на поканата да можеме да дојдеме и да го искажеме нашиот став во врска со овој закон. Така, подолго време се носеше овој закон за да биде конечно веќе стапен на сила со тоа што денеска е во службен весник, треба да поминат уште неколку дена за тој да биде на сила, така? Токму така, подготовката на овој закон започна некаде во 2023 година од тогашното Министерство за економија кое беше задолжено за секторот за енергетика, имајќи ги во предвид точно конкретно имајќи во предвид новата директива за чиста енергија. И овој закон е продолжение на неколку донесени закони во минатото. Еве да започнеме од законот во 2011 година кој го имплементираше вториот пакет на европските директиви и тогаш бевме први во регионот со тој закон. Потоа во 2018 година кога се имплементираше третиот пакет на европските директиви со кој конечно започна процесот на либерализација, бидејќи со донесувањето на тој закон во 2018 секој домаќинство може да се снабдува од кој сака снабдувач или тој кој што мисли дека е најевтин и најдобар за нив. И со овој закон потенциравме дека започнал да се изработува во 2018 со поддршка од USAID, бидејќи ако погледнеме наназад ние мораме да сме свесни за тоа дека и градењето на капацитетите во последните 20 години е токму со поддршка на такви силни меѓународни поддржувачи на државата, како што се USAID, како што била Европската банка за обнова и развој, Германската банка за обнова и развој, Светска банка, Британската амбасада, сите тие учествувале во последните 20 години во поддршка на државата во усогласувањето на нашите регулативи со тие на Европската унија, бидејќи ние сме кандидат и преговараме за влез во унијата и мораме да ги имплементираме правилата, така и воедно да бидеме дел од европскиот пазар. Бидејќи сега како што гледате со работите што се случуваат во предносниот систем, ние викаме да со тоа што сме подобро интегрирани и поврзани помага на тој енергетски систем да остане стабилен. Така да целта е таа. И еве и претходната влада, баш пред изборите имаше поднесено Министерството за економија финална верзија на законот до влада, веќе тоа не се донесе, за жал. Влеговме во политички игри пред изборите и тој закон остана на седница на влада, не донесен и добро е што со формирањето на новото министерство продолжи работата на тој закон, се финализираше од страна на работните групи внатре во министерството. Сличен е со тој што го донесе? Да, повеќе од 85%, мислам дека е претходниот закон. Пред 10 дена и министерката за енергетика беше на вашето место и не ја прашав што се разликува или што е новината од она што го донесе СДСМ пред неколку години кога се донесе либерализација на пазарот и тој беше според европските регулативи, тој беше според историски најавуван од и тој беше исто поздравен од енергетската заедница дека се следат чекорите. Што е сега новина, бидејќи бевте директно вклучен во изработката, што вие гледате како новина во законот? Видете, генерално политиката на Европската унија веќе се концентрира во делот на енергетиката и климата. Значи нова директива, претходно сме ги кажувале прв пакет, втор пакет, трети пакет, сега ова се вика пакет на чиста енергија. И делот поточно со обновливите извори на енергија, потоа ова што се збори енергетски заедници, агрегирање на производство, на потрошувачка, сите тие работи, паметни броила, сите тие одат во тој контекст на зголемена употреба на обновливите извори на енергија, меѓутоа и со активно учество на граѓаните, тој дел од граѓански заедници, сите тие идат во тој правец. Тие претходно биле адресирани, меѓутоа и во Европа не било тој делот претходно што ги кажуваме прозумери, тоа биле потрошувач производител, кај што се овозможи во 2018 со законот, потрошувач да инсталира 6 киловати, да си ги користи за своји потреби и вишокот да го продава на мрежа, без да вади лиценца. Се поедностави процедурата. Таа мерка не зема многу голем замав кај домаќинствата, меѓутоа зема кај индустријата. И, например, да се вади струја колку за него.
Токму и Така. кога се случи енергетската криза, тоа беше првата мерка со која приватните компании сами си помогнаа на себе, или да не зависат од берзата и да купуваат струја по 500 евра, туку сами си ја произведоа. Сега во новата директива тие не се кажуваат веќе прозумери, се викаат активни потрошувачи. И сега, нели, она што го кажуваме заедница на граѓани, тоа се треба да функционира, или пак треба да се пропишат подзаконски акти и да функционираат. И еден од клучните аспекти за ова ќе биде инсталирањето на паметни броила. Бидејќи вие тогаш, нели, секој домаќинство може зграда, заедница локална да биде да учествува на пазарот како и потрошувач и производител, нели, ќе се случуваат многу токови таму на енергија и ти требаат на сите паметни броила, така да видовме дека, нели, има некој акцијски план од 7 до 10 години, треба да се направи предлог, веќе слушнав дека се работи на тоа, така да тоа нешто што мора да се случи, ако сакаме сите побрзо да ги користиме придобивките од овој закон. Тие тоа отстранување на паушалното читање на саатите на броилата, тоа ќе биде Клучната мерка е паметните броила. паметните броила. Бидејќи еве согласно таа И директива, зошто толку голем период, долг период од 7 години за да се смена? па видете Тоа не оправдувањето, е побрз процес? оправдувањето е дека во Македонија има 600-700 илјади броила. Добро. И според еве информациите што ги добивавме и претходно, дека тие можат годишно да се сменат околу 100.000 броила. И тоа бидејќи тоа е сериозна операција. И сега 100.000 броила, еве некаде 7 до 10 години да се сменат сите тие. И човечки фактор, сигурно Така, и така, мајстори, така. инженери, Тоа тоа се да го спроведат, да го вратат на мрежа, не е Така, толку, не е толку едноставна, да, не е толку едноставна мерка, така да веројатно токму и поради тоа, нели може. Сега мислам дека и на тие сега што инсталираат еве фотонапонски на својот кров, што веќе имаат активности во тој дел, мислам дека автоматски им се инсталираат и такви бројови. И тогаш ќе може да се Тие можат далечински да се читаат, така и Евана ќе може да ни директно, да. да ни чита директно, ќе можеме да имаме и ние подобар увид во потрошувачката. Така. Видете и до сега еве има, нели, видовме дека има приговори па колку голем процент на прифатени поплаки. Во Европа, согласно директивата, операторите на дистрибутивниот систем имаат обврска само еднаш годишно да читаат. Меѓутоа кај нас, нели, пред некоја година се смени она со воведувањето на тарифите и стана поактуелно читањето, бидејќи, нели, Да се видат сметките, кој цените зависат во зависност од Така. блоковите. И сега мислам дека во голем процент се читаат сите броила и си имате некои на непристапни места кои не се читаат, нели, и вторите се во еве кога ќе се случат, обично гледаме, пратиме во последните неколку години проблемите се во декември, јануари, тогаш имате и А сега зошто не може да се читаат од далеко? Ако може од далечинско може да тие те што се исклучат, така? имате такви броила што можат и сега. Има и многу И тие зашто да се менуваат? Тие тогаш? се читаат. Тие се Тие читаат. ако се дигитални, ако се нови, овие се понови и подобри. Па видите, Што би секогаш се технологијата оди напред Јасно. и во зависност еви од веќе и вештачката интелигенција, нели, сите ги произведуваат и нови броила, нови типови, така да тогаш ги користите сите уствари придобивки на дигитализацијата. Бидејќи сте дел од оваа дејност и од прилика би знаеле колку пари ќе требаат како држава да платиме за тие броила. Дали ние, дали државата, некој ручекот ќе треба да го плати. Видете, ова обврска е на операторот на дистрибутивниот систем и колку што јас сватив дека тие треба да достават и план и цена на чинење на ова. До сега, согласно методологиите за пресметка на цената, сите овие инвестиции кои се во насока на вршењето на дејноста се признаваат како оправдани трошоци во минатото, колку што јас имам информација, нели, тие на крај се распоредуваат на сите потрошувачи Така. на цената. Него Така како да сума, сега- колку би чинело тој Па не. процес? Не знае како сума колку Па ќе бидат сигурно 700.000 неколку десетици милиони евра. 700.000 700.000 броила. броила, така да, сигурно над 10 милиони евра. Така, да се вратиме на она зашто ве повикав околу производството на струја од обновливи извори. Рековме дека ќе има олеснети можности да се наместат фотоволтаиците, меѓутоа колку според вас треба да се догради преносна и дистрибутивна мрежа, бидејќи оваа мрежа не може да функционира со толку многу струја. Токму така. Вака, ова е глобален феномен. Вие бевте и директор за развој Да. во инвестиции Разни инвестиции во така, ЕСМ. во ЕСМ. Така.
Ова е глобален феномен со кој се соочуваат сите држави во светот, не е само во Македонија, пошто нели кај нас премногу се политизираат некои работи, па еве претходната влада сгрешила. Согласно официјални информации од Меѓународната агенција за енергетика за периодот 2010-2023, значи период тоа е 13 години. Нивото на инвестиции во преносните системи во светот останали исти. Значи просечно годишно инвестиции во преносна мрежа останал ист за текот на трајање на овие 13 години. Додека инвестициите во обновливи извори се дуплирале. Што значи дека инвестициите во преносните системи секаде во светот не ги подржуваат инвестициите во обновливи или не ги пратат како би можело нели ние денес да бидеме 100% сигурни дека нема да. И една од причините беше за колапсот во Шпанија. И една од, видите, за во Шпанија се уште нема официјални информации, има нагаѓања. Каде јас експертите што се од енергетиката велат дека тоа било. Прочитав некои стручни и дебати и извештаи каде што кажуваат дека ова сега има и до тој степен што оди сега ова се што се случува се оди на протагонистите на нуклеарна енергија, на термоелектрани, дека сега прават лоша реклама на обновливите извори на енергија. Веќе Германија најави дека повторно ќе се врати на нуклеарките, имаше некои наслови што ги видов пред една недела. Нема нова да гради, меѓутоа ќе си ги користи. Видите, да, Германија нагло во последните 10 години, после она што се случи во Фукушима, нели во 2011-12, нагло донесе одлука дека ќе ги затвори сите и термоелектрани, нели во согласност со Парискиот договор сте. И таму според податоци од Меѓународната агенција за енергетика можеме да видиме дека во текот на 2025 се очекува производството на електрична енергија од фотонапонски централи да го помине тоа на јаглен. Така да светот оди во таа насока, дури има информација истата за во април 2025 дека производството глобално во светот од фотонапонски централи го ја надминува производството од нуклеарна енергија. Сега сите системи во минатото се навикнати, нели ние кај нас во Македонија до пред 15 години имавме термоелектрани и хидроелектрани. Да. И системот е стабилен. Нели нема никакви промени, термоелектраните работеле блок 200 мегавати, хидроелектраните во зависност од потребите и хидрологијата. И така на сите биле комотни. Меѓутоа работите во светот се нели се менуваат, се унапредуваат нови технологии, така. Па подобро е ако гледаме дека термоелектраните работат на фосилни голови кои загадуваат. Така да сите нели више се ориентираме према чиста енергија и здрава животна средина. На претходното прашање, што треба и колку треба да се менува? Едната работа е дека треба, а втората работа е дека треба тие одат многу споро. Бидејќи многу лесно се гради фотонапонска електрана. Еве да ги поминете тие една година, 2 години во процедури, после фотонапонска електрана еве од 50-60 мегавати се гради за 2-3 месеци. Сега вие имате за еве овие 1000 мегавати се изградени за 2-3 години. А во да направите инвестиција во да изградите нов далековод трае многу. Еве овој далековод сега што го збориме со Албанија, јас се сеќавам што кога работев во Министерството за економија се збореше 2010, 11, 12. И уште го збориме. Така и сега пропадна нели еден. Да. Се погоди ковид. Така бидејќи договорот се потпишат претходно, се погоди ковид, па енергетска криза, поради војната во Украина скокнаа цените на материјалите, па настана спор во договорот помеѓу МЕПСО и изведувачот. Така. Па еве сега се раскина, пак имаме нов, веќе мислам објавени нов тендер, така да ама вака ако ги собереме годините поминале 15 години, а тој сериозно ќе влијае на стабилноста на нашиот систем, иако да речеме ние во споредба со некои други земји имаме добри конекции со сите држави во регионот, ама тој ќе подобри значително и во тој регион и на целата држава. Да проектирате голема трафостаница, исто. На нас не треба трафостаници 400 киловолтни, еве имаме знам во инвестицијскиот план дека е Милетково во Јужна Македонија, бидејќи таму имаме неколку ветерни електрани. Имате во планот за развој, мислам дека и во Кумановскиот регион, меѓутоа тие процеси траат бавно. Генерално, нели општо познато е дека во државните фирми, државната администрација поспоро да работите, ама очигледно дека не е само и кај нас, пошто истото се случува и во на глобално ниво. Така вие еве и кај нас да не сме ги инвестирали, нели да не се изградиле овие 1000 мегавати, да се случило и во Бугарија се изградени, во Грција се изградени, во
Србија се изградени во Албанија, така да ризикот пак ќе бил кај нас. И што сакате да ми кажете сега, дека добро е сега да има наплив на фотоволтаици или може да биде опасно Не, по системот? видете, секоја Бидејќи инвестиција се немаме има добар до систем. одредена мера, така да можат да се направат подобрување на системот, генерално координирање подобро со системот. Она што збориме сега што е краткорочно. А видите, ние и претходно имало пред 10 години студии што треба да се направи, пошто обновливите се надзирале дека ќе дојдеме до ова ниво. Доколку има вишок струја која што нема каде да се пласира од овие обновливи, државата има механизми како да исклучува, тоа сакам да кажам. Па еве тоа се случи, нели? Да. Тоа се случи, тоа е и обврска во самите мрежни правила за пренос, за дистрибуција. Операторите имаат обврска да ја одржуваат стабилноста на системот. Значи тој не треба од никој да добие дозвола или да се носат некакви одлуки, нели, како што имаше регулаторната комисија донела одлука, туку автоматски да ги исклучува. Бидејќи, ако процени дека некоја електрана ќе го загрози функционирањето на системот, операторот е обврзан да го исклучи, за да задржи стабилноста на системот. Значи, тоа е негова обврска. Така да бидејќи ние имаме правила кои функционираат во Европа. МЕПСО е дел од европскиот систем на мрежа, ЕНЦО ние сме поврзани и сме дел од тоа. Значи, тука функционираат едни правила и мора да ги почитуваме. Така да има механизми како системот да, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека веќе функционираме во нови услови, дека сите треба максимално да се вложат за да и во тие нови услови не ги оставиме граѓаните без струја или компанија. Значи стабилен систем за електрична енергија. Кога ќе речат дека системот е стабилен, дали директор на енергетска компанија, дали министер, како да веруваме кога ќе речат дека системот е стабилен? Што значи тоа? Видите, транспарентноста е најважна во овој дел. Значи, луѓето треба навремено да се информираат, еве во делот и кога се прават инвестиции, зашто се прават. Еве сега не е лошо да се, бидејќи веќе кога се случува со Шпанија, па еве кај нас не во тој обем, треба луѓето да бидат информирани што превзема операторот, кои мерки, нели, пошто имаме во енергетиката имате и краткорочни, среднорочни и долгорочни планирање и инвестиции, што е тоа што, например, краткорочно може да се направи во делот на релена заштита, такви работи, координација со системите во соседството, како не би биле сите сигурни дека пак нема да се случи ова, меѓутоа, ова е веќе нова околина, со тој број на обновливи извори на енергија, така да треба сите да се целосно вклучени и фокусирани на ова, дека нема оправдување. Така, не можеме да бараме оправдување, туку треба да функционираме како што треба. Искуство има веќе, претходната недела бев на конференција во Белград за енергетика, има веќе искуство во Европа, конкретни компании со проекти од голем, да речеме, по стотици мегавати, што работат фотонапонски големи ветерни електрани, што вакви системи со текот на годините и вакви случаеви ги решаваат. Што значи технологијата се развива и дека оди во таа насока, ова е веќе нова реалност. Не можеме да викаме ако, ова се случува. Да. Па извештајот на регулаторна покажа дека над 50% од струјата која што била произведена лани е од обновливи извори. Па видите, јас кога започнав да работам имаше инсталиран капацитет во Македонија околу 1500 мегавати. Денес има 3000. Од тие 1500 мегавати околу 1100 биле термоелектраните во Рек Битола, Осламе и Неготино, се изгради тето, значи уште 200, сите други се обновливи. Големи хидроелектрани, мали хидроелектрани, фотонапонски, биогасни, ветерни, значи поминавме над 55%. Кога мислите дека ќе го тргнеме јагленот од Рек? Најреално, да. Најреално треба да видиме колку се резервите на јаглен, еви со овие активности што се прават за отварање на живојно, таму има јаглен околу 23-4 милиони тони, тие 23-4 милиони може да ги потрошите за 4 години. И значи и ќе немаме да кажеме може да се смени на газ да биде Рек? Може. Меѓутоа Рек е стара повеќе од 40 години, ефикасноста ќе биде многу мала или ќе треба многу голема инвестиција за да се достигне некоја ефикасност од 50%. Тој објект да се пренамени или треба да се стави клуч да се гради ново, што е подобро? Видите, не треба да се стави клуч, ние например можеме се збориме за период од следни 10 години, не денес за утре, така?
Мислам дека двата блока се модернизирани. Од 2030 се напоменуваше како можна опција, ама тоа збориме во сценаријата од 2019, така да Јас мислам дека нека биде, меѓутоа е видите, на крај пазарот треба да покаже. Многу брзо. Пазарот треба да покаже, бидејќи ако се воведат оној СИБАМ механизам од Европската унија, ако се воведе, тогаш ако треба да плаќате сериозни пеналија, немате од каде, тогаш сите треба да се преориентираме кон таа чиста енергија. Не треба да се затвора рек Битола, како што кажав, имаме два спремни блокови, тие може да се чуваат еве сега како во Германија, па да работат кога има потреба, да го чуваме јаглинот максимално колку можеме, така. Ако работи еден блок, да кажеме, ако работат 3 блока, тие 24 милиона ќе ги потрошиме за 3 години, за 4. Ако работи еден, ќе се зголеми векот, така да треба да ни стои секогаш како резерва. Како резерва, како еве ТЕЦ Неготино што се случи, да бидејќи гасоводот стигна до Битола, да се фокусираме на комбинирана гасна електрана, бидејќи за Битола нели се гради топловод, градот треба да се приклучи на централно грејење, како би се намалило и загадувањето во тој дел, така да има простор. Имаме сериозни фондови, нели потпишавме инвестициски план од 3 милиарди евра и тие се насочени токму за праведна транзиција. Пак ќе кажам, ова збориме за период, да речеме од следни 10 до 15 години. Го спомнавте гасот, да не изгубиме, имаме уште 10 минути. Александрополус 300.000 евра месечно. Потпишан договор, требаше да имаме собствеништво 25% во таа гасна централа и сега ние купуваме газ кој што него трошиме, не го продаваме, а имаме обврска да плаќаме годишно над 3,5 милиони евра. Зошто не го раскинате тој договор лани? Вака. Не требаше вие, меѓутоа, вашето раководство. Јас се раскинав еден договор, сега ќе го појасниме, нели, тој дел за Александрополис. Не се 300.000, мислам дека околу 250.000 во зависност од деновите во месецот, во февруари. И заокружив добро, така, може и да не околу 3 милиони годишно, вака сега. Кога се нудеше тој дел, тогаш зборевме за два проекти. Мислам, понудата кон владата беше за два проекти. Едниот е, пошто ги мешаме процентите со проектите, едниот дел беше учество на ЕСМ од 25% собствеништво во гасната електрана. Така. Таа гасна електрана, меѓутоа услов беше да потпишеме договор за откуп на струја на 15 години по цена дефинирана со равенка, меѓутоа што беше проблематично, што они сакаа да ја вратат инвестицијата за 5 години. Што значи во равенката делот за враќање на инвестицијата ќе беше многу повисок и цената на крај ќе беше повисока. И второ, веднаш сега закуп на струја или на газ? Ова збориме за централата на струја. Добро. И требаше веднаш да почне да се плаќа таксите CO2 во Грција. И тука можевме да збориме за над 30 до 50 милиони евра годишно. И во тој проект државата не влезе. Значи се потпиша меморандуми за да се истражува, нели да се прави анализа дали тоа е исплатливо, во тој дел државата не влезе. Да, реакциите, ако се сеќавам, беа дека подобро да инвестираме дома, така, од да инвестираме во странска држава. И тоа се разликува годишно околу 50 милиони ако влезевме таму. Во тој дел не влеговме. Вториот дел беше влез во терминалот, ова сега што функционира, со 10% учество. Терминалот има 5 акционери по 20%. Ние требаше да влеземе внатре со 10. Услов за да влеземе внатре со 10 беше да потпишеме предрезервација на капацитет, колку што сега троши цела Македонија газ. Тоа бе околу 500 до 600 милиони или 10% од капацитетот на терминалот. Добро. И ние го потпишевме тогаш, владата го задолжи ЕСМ да го потпише тој договор за предрезервација на капацитет, за да почнат преговорите за наше учество во терминалот. Во терминалот требаше учесник да биде како сопственик Нома газ. Сега, според договорот акционерски, сите сопственици требаше да се сложат со тоа. Не се сложи еден од сопствениците или Булгартрансгаз. Поради и ние испаднавме од игра. Почна да се одолжуваат нели работите и како да речеме рок за излаз од тој голем договор, пошто по тој договор ние требаше да плаќаме за капацитет околу 9 милиони евра годишно на терминал. 10% беа прилика толку. Имаше од тој договор излезна клаузула. Клаузулата беше тоа, ако до крај на 2023 не станеме собственици, да можеме да го раскинеме тој договор. И тој договор го раскинавме. Тој јас, додека бев директор за развој, го иницииравме. А овој другиот? Тој другиот е потпишан договор на 15 години, не може да се раскине со такви клаузули, тој може да се раскине. Една од причините беше
ако касни со изградба повеќе од 3-4 пати, не се случи тоа за малку. А втората е ако не работи подолго од година и пол. И тогаш може да излезе тој. А таму станува збор за количина која е 130 до 150 милиони нормални метри кубни, нели ние во Македонија тоа имаме 500. И тоа треба да го гледаме како една сигурност во иднината и сигурност во снабдувањето со газ. Зашто? Затоа што во последните 10 години се сеќавате на кризите Русија, Украина, една година снема газ во цел регион во Бугарија, 3 месеци, 4 се измрзна, така. Па сега, согласно новата политика на ЕУ, оној планот REPower EU, има задолжение секоја држава да има на 1 ноември 90% од резервите, од потребите на газ во државата или да ги наполни складиштата со 90% газ, така? Тие може и да не ги потрошите. Тоа го гледаме како загуба или не? Ова е истото. Да, ама сега плаќаме нешто зашто... Сега ќе дојдеме и до тоа. Ајде. Значи, со овој проект, ние сега, за владата, нели тоа го гледа како стратешка одлука, таму во таа одлука влеговме со помош на амбасадата на Соединетите Американски држави и Европската унија, бидејќи сите држави од регионот закупија капацитет. И Србија, и Бугарија, и ние, сите што користат газ. Албанија, пошто не користи газ, не закупи капацитет. Меѓутоа сите други закупија. И го користат. У моментов. Како го користат? Србија како го користи? Има врска меѓу Грција, Србија и Грција? Не. По тоа доаѓаме сега до тоа, дека треба да се користи. Тој капацитет треба да се користи, така? Како? Од пред 2 години функционира врската Грција-Бугарија. Добро. Се пушти овде токму на отварањето во Софија беше присутен нашиот тогашен председател Стево Пендаровски. Беа присутни сите и председателот Александар Вучич и Еди Рама, сите земји од регионот кои ќе бидат засегнати со работењето и на терминалот и на таа интерконективна врска. Ние имаме единствена врска со Бугарија. Клечовца на Жидилова. Единствена и таа е закупена до пред 2 години беше 100% од Газпром. Ние друг газ не можевме да користиме. Се потпиша повторно со помош на амбасадата на Соединетите Американски држави и Европската унија, Нома Газ потпише интерконективен договор со Булгартрансгаз за да се ослободат токму 180 милиони нормални метри кубни газ. Што значи во моментот можат да се закупат количини на газ во терминалот, да се донесат преку Грција и преку врската во Бугарија. Ама што треба да се прави? Треба да се работи, треба да се закупува капацитет, пошто еве сега во јули имате годишни аукции на газ во терминалот, или за следната година. Ако не ги закупите на годишно, имате квартални, имате месечни. Што значи сега? Не можам да сватам како може да купуваме трговци за газ и за струја, сите знаеме, со еден вработен и со два вработени, прават милионски приходи од продажба на струја и газ, а ние ЕСМ 5000 вработени, ЕСМ продажба има над 50 вработени, да не можеме да закупиме газ во терминалот и да го донесеме. Од ЕСМ велат дека се обиделе да го продадат тоа количество. Ама тоа не е одговор. И има видите, тоа не е одговор. Значи ние, државна фирма треба да имаме одговорност према граѓаните. Не можеме, вие имате закупен капацитет. Не може да кажуваме не е можно. Треба да се најдат начини како тој капацитет да се стави во функција. Има во ЕСМ реномирана консултантска куќа, има изготвено бизнис план, стои во ЕСМ како да се работи со тој капацитет. Значи и во моментот може да се донесе. Не трпиме штета од овој договор. Видите, тоа го гледаме како од сигурност на државата. Што ќе се случи ако сега за еден месец Русија прекине испорака на газ во регионот? Од каде ќе доаѓа газ? И ова треба да имате капацитет, дека имаме ние ни гарантира. Видете, ако гледате и во нашите сегашни функционери, кога го потпишавме договорот сега за изградба на конекторот со Грција, една од изјавите е дека со овој интерконективен гасовод ќе имаме пристап до ЛНГ терминалите. Значи ние веќе го обезбедивме пристапот до ЛНГ терминалите. Овие милиони што ги плаќаме сега што не користиме, кога ќе ни бидат па во една година можете да ги изплатите. Така? Ако работите добро, така, можете, бидејќи сите трговци работат со добивка. Ако трговец со еден вработен работи со добивка, што може да кажеме за најголемиот домашен производител? Во енергетската криза, знаете ли колку пари се потрошени на увоз?
Претходно цел години назад зборевме во државата дека немало пари да се инвестира во нови енергетски објекти. На крај, затоа што немавме инвестирано, тоа начинеше само во една година Цела електрана. 300 милиони само од буџетот. Да. А сите други приватни компании што увезија струја и што платија по 500-600 евра. Па и 800 за И мегават. така, ако ги собереме парите, можеме да кажеме дека 1 милиарда ни отиде на увоз на струја. Цела И сега, електрана. замислете, имаме да речеме кај нас кој користи газ. Најголем дел од индустријските потрошувачи. Тето користи газ и ЕСМ. Сега замислете да останеме во зима 3 месеци без струја. Знаете какви штети ќе претрпат и индустријските и тето и ЕСМ, многу поголеми од овие 3 милиони евра годишно. Што тие не треба да ги гледаме како штета, туку како нов бизнис модел на ЕСМ. Ние ако сакаме ЕСМ да застане на здрави нози, треба веќе да ЕСМ да работи во новите услови на пазарот. ЕСМ не сакаше да го снабдува Скопје со газ, со топлина. Така? Да. Ама бидејќи граѓаните кога беше најпотребно, приватниот снабдувач не му се исплатеше финансиски. Се повлече. Нормално беше државата да застане да ги заштити граѓаните и енергетскиот систем. И државата го задолжи ЕСМ да формира компании за снабдување со топлина и да го започне тој бизнес. Сега логично за на ЕСМ му треба газ. Така да сите овие мерки што се направени се на среден рок и на долг рок. И самиот закуп на газ оди во таа насока. Таму закуп на газ имаат над 15 сериозни компании во регионот, меѓу кои се ви кажав и Србија газ и Булгартранс. Зошто Србија закупува 400 милиони, 3 пати повеќе од нас. Закупи и од таму и од Азербејџан. Меѓутоа пак ќе кажам, треба да се учествува на закуп на капацитети и во Бугарија и во Грција за да го донесете тој газ дома. А подобро е вие сами отколку да ви го носат трговци и снабдувачи, бидејќи на крај тие заработуваат маржа на Ќе биде поскапо. Така, Ќе биде да, поскапо. во секој случај. Како за крај морам да ве прашам и околу цената, рентабилноста на ЕСМ и очекувањата за новата цена на електричната енергија. Бислимовски денеска соопшти дека не очекува да има промена во јуни. Кои се вашите очекувања за како би се движела цената на струјата и дали со оваа цена која што ја продава ЕСМ по 60 евра за мегават час е рентабилно и може на долг рок да се издржи? Апсолутно не е рентабилно. И не очекувам и јас да има зголемување на цената, бидејќи плюс дополнително сме во изборна година, нели? Така да политичка одлука. Не очекувам дека ќе има зголемување. Генерално, сите одлуки поврзани со цената на ЕСМ се политички. ЕСМ, нели, како државна компанија треба да обезбедува енергија за граѓаните по прифатливи цени. На крај ние сме социјална држава. Сега со самото тоа што во Битола, нели, на оѓалиштето има се помалку и помалку јаглен и се помалку и помалку квалитетен јаглен. Така, гледаме дека и производството од Битола со години назад се намалува. Ако гледаме биланси во последните 15 години се намалило за над 2000 гигават часови. Веќе тоа производство е базирано на и може да биде одржливо само ако увезувате јаглен, и така е и предвидено во енергетскиот биланс на Македонија, кој е објавен на веб страната на Министерството за енергетика. Увозот, да речеме, увозот на јаглен споредбено со претходната година е скоро дуплиран. Збориме предвиден. Ќе видиме на крај како ќе биде реализацијата. ЕПСМ мора да го оптимизира своето производство. Еден од начините е нели да продавате струја кога е поскапа, да купувате кога е поевтина. Тоа може да се прави преку нашата берза на електрична енергија. И да се намалат трошоците за производство. И да се намалат трошоците, да бидете поефикасен. На крај јас не мислам дека тие може да се намалат многу. Ќе видиме како ќе биде. Не мислам дека можат повеќе од 10%, бидејќи веќе се станува поскапо. Или таму имавме купено и машини, јас колку што знам, и цело време имаше изговори, немаме кадар, нема кој да ги вози, немаме обучен таков. Истото се наоѓа и со приватните компании кои работат таму за ЕСМ. Сега имам информација таму дека и тие што се приватни, тие немаат доволно луѓе на располагање, така да тој дел станува се потежок и ЕСМ ќе биде голем предизвик во нареден период, ако го гледаме на среден 5 до 10 на години, бидејќи од една страна треба да ги намалите нели тие трошоци, од друга страна цената мора да биде таа што ќе биде прифатлива за граѓаните и ќе се прават некои загуби.
Ќе видиме, пред нас ќе биде ќе биде предизвикувачки во наредниот 5 годишен 10 период, ама му треба најсама поддршка и од меѓународните финансиски институции кои до сега ја ние сме и промовираат зависни за увоз и од владата. Многу ни влијае целата енергетска состојба и од надворешните Така е, фактори, што ќе биде понатаму и во текот на зимата ќе следиме тука. Јас морам тука да ви се заблагодарам за гостувањето. Нашето време помина, се разбира кога ќе треба нови анализи, нови аргументи да дадете, ќе бидете повторно повикан во студиото. Благодарам за поканата. Почитувани, овде негде завршуваме. Јас ви благодарам на довербата со која што не следевте и вниманието, останете со телевизија 24. Од мене пријатно.